Дали знаете дека операта Палјачи се смета за прво музичко-драмско дело изведено во Македонија во 1924 година? Имено во неа настапи првиот лирски тенор на македонската оперска сцена и своевидната легенда наш градот Штип, Панче Мировски, кој живеел од 1902 до 1990 година. Тој со група ентузијасти под диригентската палка на основоположникот на музичкиот живот во Штип, Сергеј Михајлов, во 1924 година за прв пат ја изведоа операта Палјачи. Дали сте слушнале за скапоцената македонска чаша во витраж, наречена мегарска чаша, направена пред 1600 години од непознат мајстор? Македонските занаетчи биле пионери на она што сега го нарекуваме нанотехнологија. Античката чаша на Ликург е купена од Британскиот музеј во 1950 години. На научниците им биле потребни цели 40 години да ја решат мистеријата скриена во стаклото. Имено чашата, ако е изложена на светлина однапред, изгледа дека е зелена, а ако светлината се насочи одназад, станува црвена. До ден денес се пронајдени 50 на чаши кои биле многу тешки за изработка и несомнено во свое време екстремно скапи, но Ликург чашата се издвојува по овај оптички феномен. Количината на метал кој е присутен во стаклото е многу мала, што истражувачите претпоставуваат дека случајно паднале во стаклото, како златна и сребрена прашина. Додавањето метали или метални оксиди не е непрепознаена практика за македонските производители на стакло, кои правеле црвено и кафеаво стакло користејќи бакар. Веројатно дека македонските занаетчи биле во можност да ја контролираат целата оваа серија процеси. Всушност, чашата на Ликург е исклучителен пример и еден од најтехнички софистицираните стаклени предмети произведени пред модерната ера. Чашата пред 1600 години имала карактеристика на така наречено дихронично стакло, кое како пронајдок дури пред некоја година и се припишува на НАСА.